Петок не е само последниот ден од напорната работна недела и денот кој што го наговестува викендот. Петок е денот кога сите урбани ликови ќе се соберат на едно место, а зад диџејскиот пулт ќе ги пречека веќе докажаниот и еден од најдобрите во Македонија, диџеј Никифор. Човекот кој прославува 20 години од својата богата кариера, диџеј кој досега си искачи на сцената заедно со најголемите светски артисти, помеѓу кои се Армин ван Бюрен, Дарен Емерсон, Дейвид Моралес, Том Нови, Роџер Санчес и многу други. Денес ќе направи одлична журка во станица 26, каде ќе прослави 2 децении зад диџејскиот пулт, а пред камерата на ексклузив го навративме низ годините и неговата кариера. Здраво, Никифор, се гледаме за убав повод 20 години од твојата кариера. Како си? Супер. Што значи 20 години да си дел од оваа клубска сцена во Македонија? 20 години значи многу убедување дека можеш со оваа професија да продолжиш 20 години да работиш без да работиш ништо друго освен диџеј. Сеќаваш ли на твоите почетоци? Како започна? Па започнав еден убав сончев ден после 6 оделение. Добив работа во Антена 5, летна работа, и од 98 навака, од јуни месец сум само диџеј. Кога сум кај твоите почетоци, дали се сеќаваш на твојот прв настап во некој клуб пред публика? Се сеќавам на сите мои настапи. Првен пуштав у Аха. У Аха дојде газдата и ми рече да пуштам CD од Дино Мерлин. Ја излегов во истиот момент. После наредниот викенд одма добив работа у Колосеум. И во Колосеум на сениор пуштав на 13 години. Кој е твојот најдраг спомен во изминатите 20 години? Зашто сметаш дека ти е пик на твојата кариера? Па не знам, мислам дека Мамбо Ибица дека е пикот на кариерата, без разлика на се. Се има променето во клубската сцена во изминатите 20 години, кога ти почнуваше и денеска? Не знам што да кажам на ова прашање. Што си има променето? Па си има променето доста работи, например, луѓето порано искачаа да се забавлjaат. Сега луѓето кога ќе им е добро, место да креваат раце, они креваат телефони и снимаат, што е многу чудно. Така да више тоа трае неколку години, што више сум навикнат онака. Луѓе на прелаз палат телефони место да играат или да викаат. На 98 навака беше друго, поготово 2000-2004, која беше таа транзиција на хаос и на техномузиката од Скопје. Така да тоа е разликата. Телефоните немојте, чувате ги дома. Кога си рекол дека можеби треба да застанеш, треба да работиш нешто друго надвор од ова? Никогаш не сум имал такво нешто, дека нешто друго би работел. Би размислил само онака на блиц, само три. Да. А да снемам да не беше да работам и ќе ми текне во 8 сата да станам со велја шанси нема. Да, следното прашање ќе ми беше да не беше диџеј, што ќе беше Никифор? Па ќе беше сигурно нешто или фотограф или дизајнер или психијатар. Тоа е супер. Се собравме тука, те имаме тебе за 20 години кариера, најави ми што ќе се случува вечерва. Вечерва ќе се случува многу гужва на врата, така да си дојде порано уште у 12. Многу паники, кај ми е масата, кај ми е ова, кај ми е она. И кога сите ќе се опуштат, ќе има најдобрата журка што се десила во станица од кога е отворена, јас тоа ви го ветувам. Ти благодарам, Никифор. Фала ви на вас, се гледаме.